Здраво, јас сум Михаела, имам 16 години и учам во гимназијата во Тетово. Па искрено, перспективата во Македонија, не знам дали прво се гледам себе во Македонија во наредните години поради притисокот од другите, односно советите од другите за тоа дека нема иднина за нас младите во Македонија и сите не поттикнуваат да најдеме некоја работа или нешто со кое што ќе можеме да заминеме во странство, иако ми е многу криво да го признам тоа поради што се ме влече во мојата држава, моите пријатели, моето семејство. Можам да кажам дека можеби како една втора опција ми е заминувањето во странство поради подобри услови за живот. Па ситуацијата во Македонија е многу хаосна, иако велиме дека сме демократска држава, демократијата кај нас не функционира. Многу ми е криво што живееме во ваква држава каде што се соочуваме со хаос во секоја институција. Прво хаосот, највеќе ние како ученици го гледаме хаосот во образованието и велат дека доколку сакаш да уништиш една нација, уништи и го образовниот систем, што всушност се случува кај нас, па така да се соочуваме со еден голем хаос, загадување, многу проблеми во општеството што нас како млади лица не демотивираат кога ќе споредиме нашата држава со некоја држава друга во странство каде што се оди, каде што има чиста животна средина, каде што има многу услови за вработување, добро образование, едноставно демотивирачки за нас кога гледаме во каква држава живееме. Па конкретно образовниот систем е пренатрупан со многу предмети. Ние конкретно сега во оваа година имаме 14 предмети. Всушност ние сме цело време раштркани помеѓу многу предмети, многу информации, многу обемен материјал, што всушност не ни помага да се усмериме кон одредена професија. Не можеме да се пронајдеме себе си за тоа што конкретно сме надарени. Лошите услови во училиштата, немањето на кабинети, например природните науки кои мене искрено ме влечат, немаме доволно услови, немаме кабинети и ние имаме одредена теоретска настава без пракса која што не ни ја прикажува реалноста која го има тој предмет. Едноставно нема да го засакаме тој предмет само поради тоа што ни е интерпретиран на лош начин. Немаме добри услови за да видиме што всушност е реалноста, не сме спремни за кој еден ден кога ќе отидеме на факултет да имаме одредени предзнаења и веќе да имаме одредена работа во нашите раце, да бидеме спремни за нешто, да имаме стекната одредени квалитети за таа работа. Па лошо е тоа што сите ние знаеме кои се проблемите, но многу е тешко да се натераат младите да станат активни и да си го кажат своето мислење. Го кажуваат меѓу себе, со пријателите, но се плашат да излезат јавно да го кажат своето мислење поради страх од притисоци или нешто слично или поради мрзливост. Многу често во основно училиште, уште кога сме имале одредени работилници за проблеми, гледаат доколку имаат прилика да изгубат нешто од час, го прават тоа. А всушност не гледаат подлабоко во таа ситуација, не гледаат дека со тоа што ќе учествуваат во одреден проект не е само губење од часови, туку е придонес за општеството за да се промени нешто. Па не знам, не им е искажано добро што тие се можат да направат. Всушност децата не се свесни колку можат да помогнат со нивната инклузија во општеството и со нивното вклучување во работите. Можеби немаат надеж, мислат дека ништо нема да се промени, дека се е статично и сите проекти во кои што учествуваме се онака колку да се каже дека постојат, а всушност не даваат никаков импакт на општеството. Па за таа дилема конкретно, искрено би сакала државава да се смени на подобро и да ни овозможи на сите простор и добри работи и добри услови за сите да останеме тука, бидејќи многу ми е криво кога гледам дека за некоја година ќе морам да се разделам од моите пријатели, бидејќи сите ќе се раштркаме на различни страни, за разлика од моите родители кои се уште ги имаат нивните пријатели, па шетајќи низ град може да ми кажат со овие сум седел заедно во клупа, со овие сме биле за матура, полуматура, си ги имаат своите пријатели тука, за разлика од мене кој мислам дека нема да бидам толку многу блиска со моите пријатели поради тоа што ќе бидат сите заминати во странство. Сакам да има промени кои што ќе направат да останеме сите тука, бидејќи не е решение бегството.
Па конкретно да се решат прво, како ученик би сакала да се решат проблемите во образованието, да се ценат квалитетите, наместо тоа функционирање преку врски, преку партиски определби, едноставно да се ценат вистинските квалитети, за да не се демотивираат децата, да знаат дека има место во општеството за нив и дека без разлика за што и ќе се одлучат, дека ќе имаат добри плати, дека ќе имаат добри услови за живот, бидејќи на крај се сведуваме до тоа дека на сите ни требаат пари за да преживееме, на сите ни треба добра плата за да си основаме семејство и за да можеме да се снајдеме во општеството.